Камерниот оркестар на Македонската опера и балет во сабота ќе одржи хуманитарен концерт, а собраните средства ќе бидат донирани во фондот на клиниката за детски болести во Скопје. Добре дојдовте во урбаните вести на МТМ. Еве што ќе гледате во нив. Пуштен во употреба реконструираниот пат Горно-Долно Лисиче. Одржана обука за спроведување на подземниот катастар. Акцијата за вдомување миленичиња и јас сакам топол дом водиме во сабота во аеродром. Жителите на Горно и Долно Лисиче од денеска ќе имаат можност да се движат по нов пат во должина од 3,6 км. За реконструкцијата на патот се потрошени 24 милиони динари обезбедени од Европската банка за обнова и развој. Елизабета Дамјановска. Реконструкцијата и проширувањето на патот Горно-Долно Лисиче, која што започна при крајот на април, денеска беше свечено финализирана. Градоначалникот на општина Аеродром Ивица Коневски во придружба на министерот за транспорт и врски Милијана Киески го искажа задоволството од реализацијата на ветениот проект, кој што, како што нагласи, е од огромно значење за жителите на Горно и Долно Лисиче, бидејќи се изградбата на овој со години оштетен и тесен пат ќе им се возможи побрза сообраќајна комуникација со другите делови од општината и центарот на градот. Овој пат повеќе од 40 години воопшто не беше реконструиран. Денеска на задоволство на жителите на општина Аеродром тој пат го пуштаме во употреба. Проширувањето на патот е капитален проект кој е реализиран во соработка со Фондот за магистрални и регионални патишта и Министерството за транспорт и врски. Министерот Јана Киески потсети дека во минатото граѓаните на ова населено место имале потешкоти поради непроудноста на патот, кој во услови на дожд понекогаш и целосно се затварал за сообраќај. Овој пат претходно беше невозможно да се оди со кола, имаше големи дупки. Кога имаше поголем количина на вода, воопшто не можеше да се движи кола, а знаеме дека некаде 2006-2007 година дури во еден краток период имаше забрана за движење на автобуси. Ова е само еден од многуте стотина патишта што се реализирани во последниот период. Должината на реконструираниот пат од Горно до Долно Лисиче изнесува 3,5 км, а истиот е широк 6 метри. За реконструкцијата се потрошени 24 милиони денари, обезбедени од Европската банка за обнова и развој. Отстранете ги бариерите, ослободете ги вашите потенцијали. Беше главното мото на вчерашната меѓународна конференција на НАЛАС, најсилната мрежа на општини на Југоисточна Европа, која се одржа во рамките на мега настанот Саем на општини на Југоисточна Европа Некспо 2013, кој се одржува во Риека, Република Хрватска. Градоначалникот Стефчо Екимовски, првиот човек на општина Карпошија, имаше привилегијата да се најде на тркализната маса со 6 градоначалници. На првиот политички ден посветен на улогата на локалните самоуправи во забрзување на процесот за евроинтеграции. Карпош како општина е потписник на Конвенцијата на градови 20-20-20 за намалување на емисијата на јаглен диоксид за 20%, заштеда на енергија за 20% и употреба на обновливи извори на енергија за 20%. Но интензивно работи на подигнување на нивото на транспарентност, на капацитетот на администрацијата и имплементацијата на европските безбедносни стандарди, а за остварување на тие цели се потребни токму европските фондови, истакна Екимовски. Некспо 2013 продолжува денеска со тематски работилници, пред се посветени на енергетската ефикасност, но и со презентација на посебни штандови на своите инвестициони потенцијали. Општина Карпош, како и досега, има импозантен штанд во рамки на сајамот и своја понуда на сите ресурси за привлекување на инвестиции и развој на регионалната соработка со општините од Југоисточна Европа. Новините од Законот за катастар на недвижности и подзаконските акти кои ги регулираат прашањата поврзани со воспоставувањето на катастарот на инфраструктурни градби или подземниот катастар беа денеска представени пред приватните геодетски фирми, општините и јавните предпријатија. Обврската на сите иматели на инфраструктурни објекти е до април сите податоци што веќе ги имаат во нивните бази да ги достават до Агенцијата за катастар на недвижности, за да бидат евидентирани. Додека пак законската обврска за добивање имотен лист е 5 години од донесувањето на законот, односно до 2018 година.
Работилница на тема Закон за катастар на недвижности со посебен осврт на инфраструктурните објекти и правилникот за пример се одржа денеска во организација на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, која има за цел представниците од приватните геодетски фирми, од општините и од јавните предпријатија да се запознаат со новините од Законот за катастар на недвижности и подзаконските акти кои ги регулираат прашањата поврзани со воспоставувањето на катастарот на инфраструктурни градби или подземниот катастар. Со проектот за воспоставување подземен катастар се опфатени сите општини, телекомуникацијски и енергетски компании, патишта, односно сите субјекти што управуваат со инфраструктурни објекти. Примерот треба да ги покаже точните бројки, а првечните анализи на катастарот е дека се работи за милиони километри. По примерот ќе се добие имотен лист. Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпески апелираше до собствениците на инфраструктурни објекти навреме да ги достават податоците за подземни и надземни инсталации, заради воспоставување на подземниот катастар, а геодетските фирми што ќе ги вршат мерењата што поскоро да ја набават потребната опрема. Со цел да се воспостави час поскоро овој катастар, неопходно е уште веднаш да се започне премерот, затоа што се работи за милиони километри на инфраструктура кои што треба да се променат, да се премерат. Исто така, тука сакам да ги повикам и овластените геодети, односно трговците поединци, кои што веќе од нив по моите сознанија започнуваат и со набавка на овие апарати пред се за премер на подземните инсталации. Така да сеопшто се е спремно за постапката да почне. Сепак слабата карика може да бидат општините, значи таму можеме да очекуваме определен застој, да наполи до градоначалниците во буџетите за наредните години да се предвидат средства за премер на своите инсталации, затоа што не само што ќе се добие имотен лист, конечно ќе си знаат во општината каде поминуваат водоводните цевки, каде поминуваат канализационите цевки, ќе си ги заштитат своите инсталации од евентуални понатамошни или несакани работи. Директорот на јавното предпријатие Водовод и канализација Стојан Србиновски истакна дека предпријатието 80 до 90% ги имаат податоците од нивните инсталации, а преостанува да се премерат дивите приклучоци. Јавното предпријатие Водовод и канализација има солиден катастар подземен, каде што години наназад се водени различни геодетски работи. Речиси целата водоводна и канализациона мрежа на градот Скопје е веќе дигитализирана и ние ги имаме повеќе од 80-90% на постоечката мрежа. Оние делови каде што не се изградени со знаење на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје се третираат како диви мрежи, не се влезени во тој катастар и практично останува време да тие диви мрежи се легализираат и на тој начин да влезат во нашата документација која поседува. Обврската на сите иматели на инфраструктурни објекти е до април сите податоци што веќе ги имаат во нивните бази да ги достават до Агенцијата за катастар на недвижности, за да бидат евидентирани, додека пак законска обврска за добивање имотен лист е 5 години од донесувањето на законот, односно до 2018 година. Доколку не се испочитуваат законските рокови, тогаш ќе следуваат санкции. Во Македонија работат 130 трговски друштва со лиценца за геодетски снимања, а според раководството на комората има доволно стручен кадар за да се спроведе проектот. Во завршна фаза е подготовка на тарифникот врз основа на кој ќе се утврдат максималните цени по кои геодетските фирми ќе наплаќаат за премирите на собствениците на инфраструктурни објекти, што го подготвува комората, а треба да го усвои Агенцијата за катастар на недвижности. Општина Аеродром и компанијата Пакомак ја започнаа големата еколошка акција на Пакомак за почиста околина и подобрување на хигиенските услови во училиштата во Општина Аеродром. Акцијата во Општина Аеродром е проширување на постоечката еколошка акција во која се вклучени основците од општините Киселавода, Карпош, Газибаба, Ѓорче, Петров и Центар, а како и минатата година е во организација на компанијата Пакомак и скопските општини, со поддршка на Шпарка се банка. Пакомак, како и досега во секој училиште ќе постави наменски контейнери, што учениците во одредени денови ќе ги полнат со амбалажен отпад од пластика, исклучиво со пластични шишиња од вода, сокови, јогурт, пиво, оцет и од масло. За собраниот амбалажен отпад од пластика Пакомак ќе возврати со хигиенски средства, професионални апарати и неограничени количини течен сапун до секоја чешма во училиштата,
кои досега беа на трошок на училиштата и родителите. Проектот има и надпреварувачко-мотивирачки карактер, бидејќи на секои 2 месеци ќе се евалуираат резултатите и ќе се доделат неколку споредни награди за најдобриот ученик, оделение или училиште. А на крајот на учебната година ќе се доделат главни награди за најуспешното училиште од секоја општина. Целта на проектот е лесно остварлива затоа што ние како општина Аеродром се грижиме за развивање на еколошката свесност на целото граѓанство, посебно овде сега акцентирајќи ги и активностите на учениците. Целите од општина Аеродром и децата од општина Аеродром ќе ги анимираме да носат пластични шишиња од пијалоците кои што ги конзумираат секојдневно. Ако минатата година собравме 26 тони од 3 општини во Скопје пластичен отпад, оваа година продолжуваме со Аеродром и уште плюс 2 општини, така да ја дуплираме таа цифра на собран пластичен отпад од пакување. Сдруженијето за заштита на животните Анима Мунди во сабота ќе одржи акција за вдомување на бездомни кучиња и мачиња под мотото "Јас сакам топол дом, водиме во Аеродром". Настанот ќе се одржи во спортскиот центар на Ново Лисиче во општина Аеродром, а со акцијата ќе се допринесе голем број животни да најдат топол дом, а многу семејства ќе најдат идеално милиниче. Прилог на Андријана Димитриевска. Под мотото "И јас сакам топол дом, водиме во Аеродром", Сдруженијето за заштита на животните Анима Мунди во сабота ќе одржи акција за вдомување на миленичиња, односно вдомување на бездомни кучиња и мачиња. Настанот ќе се одржи во сабота од 10 до 16 часот во спортскиот центар на Ново Лисиче во општина Аеродром. Од Анима Мунди велат дека со организирањето на оваа голема акција за вдомување ќе се допринесе на голем број животни да им се обезбеди топол дом, а на многу семејства идеално милениче. Сите граѓани кои сакаат да си најдат ново пријателче меѓу миленичињата од Сдруженијето за заштита на животните Анима Мунди ги повикуваат да ја посетат оваа голема акција за вдомување на милениче. Инаку од Сдруженијето посочуваат дека секое кутре или маче кое ќе го изберат граѓаните го добиваат вакцинирано и прочистено од надворешни и внатрешни паразити со отворена ветеринарна книшка. Истовремено со акцијата за вдомување ќе биде поставен едукативен штанд каде ќе бидат изложени инфоматеријали, односно приречник за одговорно чување миленици, препораките за грижа на миленичињата, флаери, плакати, летоци за полезноста од стерилизација и кастрација на милениците и друго. И во секое време активистите на Анима Мунди ќе бидат достапни за совети и дискусија за се што ги интересира граѓаните. Оваа акција е поддржана и е дел од соработката со една од партнер општините за овој проект, општина Аеродром, со која наскоро се предвидуваат и други активности. Производители на мед од цела Македонија од денеска до сабота учествуваат на 9-то издание на Денови на македонскиот мед, што се одржува на улица Македонија. На 30 штандови посетителите можат да дегустираат и да купат пчелни производи, како и да добијат и едукативен материјал. Организатори на манифестацијата се Сдруженијето Матица и Федерацијата на фармери на Република Македонија, под покровителство на општина Центар. Манифестацијата денеска официјално ја отворија заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Зоран Коњановски и градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски. Заменик министерот Коњановски потенцираше дека во Македонија има 108.000 пчелни семејства и дека поддршката на пчеларите ќе продолжи, а од нив се бара да произведат квалитетен мед. Во 2006 година во земјава, како што рече, имало 57.000 пчелни семејства. Трговското предпријатие Кристина Дамил го отвори новиот салон за мебел во индустриската зона во Пинтија. На површина од 3000 метри квадратни во ново отворениот салон кој се наоѓа на улицата Борис Трајковски или поранешна улица Првомајска, која е собствена инвестиција на Кристина Дамил, љубителите на врвниот квалитет на мебел ќе може да ги најдат најдобрите домашни и странски брендови од реномирани добавувачи, кои се одбрани наменски и со големо внимание. Со оваа нова инвестиција Кристина Дамил овозможи и дополнителни 9 работни места. Ова е втор салон за мебел на Кристина Дамил, каде може да се најде се што ви е потребно за вашиот дом. Врвните експонати кои ги има Кристина Дамил може да се најдат и во салонот за мебел во Ѓорче Петров, лоциран на крстосницата после општината Ѓорче Петров на патот кон Тетово. Ракометарите на Вардар загубија од Динамо Минск во второто коло од Лигата на шампионите.
Веднаш по блокот реклами следуваат и останатите спортски информации.